Беше тоа на 6. јули 1930 кога Македонија официјално е прогласена како Вардарска бановина во составот на Кралството на Југославија. Беше тоа на 6. јули 1942 кога над селото Златари на планината Бигла, Ресенско, е формиран битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев. Тој бил воена единица на Народно-ослободителната војска. Набрзо, откако бил формиран на 2. август 1942 ја уништил општинската зграда и одржал митинг во селото Смилево. Потоа на 18. август извршил напад на бугарската полициска станица во селото Кажани Битолско. На 21. август ги нападнал бугарските сили во селото Златари Ресенско, а на 21. октомври извршил напад врз бугарската полиција во селото Сопотско Ресенско. По овие акции се поделил на две групи и се префрлил на територијата на Преспа, која била под италијанска окупација. Во неговиот состав легол и битолскиот партизански одред Јане Сандански. По заминувањето во Леринско и Костурско заедно со Леринскиот партизански одред Вичо во периодот април-мај 1943 учествувал во разбивањето на местните контрачети. Заради зголемениот прилив на нови борци од него во Прекопана Костурско во мај 1943 бил формиран нов битолски партизански одред Гоце Делчев. Потоа повторно се вратил во Битолско, а оттаму во јули 1943 главнината преминала во Дебарца, каде што извршувала диверзантски акции и влегла во составот на новоформираниот прв народно-ослободителен батаљон Мирче Ацев. Делот од одредот кој останал во Преспа по капитулацијата на Италија, заедно со битолскиот партизански одред Гоце Делчев кај селото Љубојно, разоружале над 200 италијански војници на 12. септември 1943, а подоцна во ноември влегле во составот на битолскиот батаљон Стив Наумов. Наредната година, на 4. септември 1944 повторно бил формиран истоимен одред кој действувал долж патот Ресен-Битола во составот на 49-та дивизија на Народно-ослободителната војска на Југославија. Беше тоа на 6. јули 2005 година, кога играорците од битолското културно-уметничко друштво Гоце Делчев играа оро пред британската амбасада во Скопје, во знак на протест поради недобивањето визи за настап на меѓународниот фолклорен фестивал во Ланголен, Англија. На 6. јули 1943 година е роден Глигорије Гоговски, македонски општественик и политичар. Тој бил последниот председател на извршниот совет на Собранието на Социјалистичка република Македонија во периодот од 1986 до 1991. На 6. јули 1951 година е роден Гоце Тодоровски, македонски актер. На 6. јули 1999 година во Скопје почина поглаварот на Македонската православна црква господин Михаил. Тој бил делегат на првото заседание на АСНОМ, еден од иницијаторите, организаторите на иницијативниот одбор за организирање на црковниот живот во Македонија и поборник за возобновување на Охридската архиепископија, професор во Средното богословско училиште и професор и декан на Богословскиот факултет во Скопје. Господин Михаил, роден како Методи Гогов, се залагал за самостојност на Македонската православна црква, па поради тоа во 2 наврати одлежал над 6 години затвор. Бил осуден и затворен од тогашната власт поради идеите за национална, социјална и духовна слобода на македонскиот народ.
po 6 месеци бил ослободен, но за кусо време. Во 1948 повторно уапсен и осуден на 5,5 години затворска казна. И покрај сите притисоци и закани да се откаже од свештеничкото служење, Методи Гогов останал цврст во своите ставови и продолжил да служи како свештеник во Скопје. Господин Михаил напиша повеќе дела и преведе богослужбени книги. Беше четврти поред поглавар на МПЦ од 21 декември 1993 до 6 јуни 1999. Роден е во Штипско Новосело на 20 март 1920. На 6 јули 2000 година починал Лазар Колишевски, долгогодишен лидер на македонските комунисти, најмоќен човек во Македонија во периодот од ослободувањето до падот на комунизмот. Во март 1943 при формирањето на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија е избран за секретар на ЦК, а потоа беше член на АСНОМ. Во 1945 е избран за прв председател на првата народна влада на Демократска федерална Македонија, а во 1953 беше избран и за председател на Народното собрание на Народна република Македонија. Извршуваше и низа други значајни функции во републиката и во федералните органи на СФР Југославија. Беше првиот председател на председателството на СФРЈ по смртта на Јосип Броз Тито. Лазар Колишевски е роден во Свети Николе на 12 февруари 1914 година. Прогласен е за народен херој на Југославија од Македонија. Шести јули светот го слави како меѓународен ден на бакнежот.